Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Овие жештини, овие горештини се навистина добре дојдени да се завршат жетвените работи, да немаме врнежи, да нема полегнување. Од друга страна, земјоделците брзаат со жетвата, да не ги фатат оние топли ветрови кои што можат многу да го десеткуваат приносот. Од друга страна, жнеат, а не знаат по која цена. Оние цени што им се нудат од откупувачите се многу ниски, велат мизерни за да се покријат, не може да се покријат ни основните трошоци. Од друга страна, државата за сега им најавува само дека на располагање стои мерката за складиштење, односно за ускладиштување на државна сметка, која што може да искористат за да почекаат подобри цени. Вообичаена пракса е, доколку државата интервенира преку некакви мерки, бидејќи во законот стои на располагање таква можност, доколку дојде до нарушување на пазарот, се чека да се заврши откупот, па накнадно ќе се објават тие мерки, бидејќи ако се објави сега, може да дојде уште повеќе да падне цената, да ја вкалкулираат откупувачите, дури и таа мерка што ќе се донесе, но велам, ништо не се знае, ништо не е сигурно. Сега за сега производителите на пченица и на јачмен се длабоко разочарани од откупните цени кои што велат дека се далеко од очекувањата. Тие бараа барем 16 денари да е пченицата, на терен 10,5 е навистина ниска цена. Во денешната емисија ќе представиме една многу интересна, позитивна приказна за тоа како треба да изгледа современото земјоделство во Македонија. Се работи за еден проект од Холандија, кој што во Македонија во Дојран има добиено ниви и навистина таму нивите ги има претворено во едно поле кое што представува пример како треба да изгледа современото земјоделство во Македонија. Ни беше особено драго да прошетаме низ полињата, да видиме што се има таму, како е решено технички наводнувањето, како се решени ветрозаштитни појаси, како се одело на избор на сортименти за висока технологија со високи приноси. Сето тоа ќе го представиме денеска да видите колку значат, доколку се применат европските фондови помасовно, да никнат вакви поголеми производни процеси кои што еве во конкретниот случај скоро целото производство оди за извоз во европските земји без никакви проблеми, се постигнуваат тие стандарди кои што се бараат од нив. Во денешната емисија ќе позборуваме и за протестот на сточарите во Битолско, кои што ги бараат и субвенциите и бараат зголемување на цената на млекото, велат дека по-лоша, по-мизерна состојбата во млекопроизводството не била досега и ќе ги пренесеме целосно нивните ставови, што е она што бараат и што укажуваат. Знаете дека првата редовна рубрика со која започнуваме ни се агровестите, така да следете, не почнуваме. Нов министер за земјоделство е Борче Серафимов, досегашниот државен секретар од партијата Знам. Станува збор за човек кој ги обединува академското знаење, менаџерското искуство и практичното познавање на системот. Доктор е по организацијски науки, магистер по меѓународни односи, дипломиран бизнис менаџер и дипломиран дефендолог. А во изминативе 2 години ја извршуваше функцијата државен секретар во Министерството за земјоделство. Она што за партијата било пресудно за неговата номинација не биле само неговите академски квалификации, туку фактот што веќе го познавал системот и познавал потребите на македонските земјоделци, ги разбирал предизвиците со кои се соочува агросекторот и имал капацитет веднаш да продолжи со реализација на започнатите политики. Досегашниот министер Трипуновски објави дека се повлекува од приватни причини, а претходниот министер Николовски неговата смена ја оцени како победа за земјоделците. Со предлогот на ребалансот на буџетот обезбедени се дополнителни околу 24 милиони евра за поддршка на земјоделците и капиталните инвестиции во водостопанството. Дополнително земјоделството доби и грант од 2 милиони евра за документација и обука за искористување на водите на Злетовица. Со ова се обезбедила поддршка за подготовка на проектот подобрување на искористувањето на водите од басенот на реката Злетовица, фаза 2 наводнување и фаза 3 производство на електрична енергија. Проектот представува важен чекор кон унапредување на земјоделството. Имплементацијата ќе се реализира од период од 18 месеци од 1 јули 2026 година до 31 декември 2027 година.
Платежната агенција информира дека земјоделците ќе бидат навреме информирани кога да аплицираат за субвенциите по програмата за директни плаќања за 2026 година и дека нема простор за загриженост. Платежната агенција како институција е партнер на земјоделците. Сакаме јасно да порачаме дека немаат причина за загриженост, ниту на еден земјоделец нема да му биде ускратено правото да аплицира за субвенции по програмата за директни плаќања за 2026 година. Ќе биде обезбеден соодветен рок за поднесување на барањата, зашто јавноста ќе биде навремено и соодветно информирана преку подрачните единици на Министерството за земјоделство и преку средствата за јавно информирање, соопштија од Платежната агенција. Во Доренско се одржа традиционалната манифестација Јувкијада, која организира Националната федерација на фармери, на која учествуваа 80 жени од сите региони во државата. Подготвените јувки од хуманитарната манифестација Јувкијада, која се одржа во дворот на црквата Свети Илија во доранското село Фурка, ќе бидат дел од донациите за социјално загрозените семејства. Со акцијата во село Фурка, како што се наведува од Федерацијата, се означува почетокот на кампањата Жените земјоделки од традиција до иновација, која се реализира во рамки на обележувањето на меѓународната година на жените земјоделки, прогласена од Обединетите нации. Главната тема со која започнуваме денеска ни се протестите на сточарите во Битолско. Тие излегоа, го кренаа својот глас, бидејќи состојбата на вистина е за никаде. Сточарството бројките ни се драстични, ни опаѓаат речиси по 10.000 крави губиме, молзни крави губиме годишно. Сето тоа никако да запре дополнително на ваквите проблеми. Ние имаме и намалување на откупните цени, не намалување, туку неисплата на субвенциите, веќе со месеци сточарите си ги бараат подитно парите. Тоа беше и главниот мотив за да излезат на протест и за да си го кренат својот глас. Денес се собравме тука пред подрачната единица на Министерството за земјоделие, затоа што последните 6 месеци со сите средби што ги остваривме со министерот и со другите членови од власта, не добивме никакви резултати претежно за сточарството и за млечните производи. 6 месеци го трубевме дека вештачко млеко се увезува и дека се труе народо, а цената на млекото наше ем падина, ем не се откупува. А згора на тоа, субвенциите не се исплатени. 6 месеци за 25-та, 8.000 денари по грло за 25-та, а веќе денес е последниот ден од 6-ти месец, фактички 26-та имаме уште 6 месеци. За овие 10 дена, што најбрзо да се исплати сите заостанати субвенции, да се формира цена и на млеко, на жито, и веќе жетвата почна, никој не може да почне да жниот и никој не ќе да откупи. Значи цената е многу мала, а и никој не ќе да земи. Така да овој народ излезе во мал број сега, ама ако за 10 дена не се реши овој проблем што е земјоделието на колена, тогаш ќе бидеме принудни да блокираме и улици, и патишта и било друго, ред други работи, затоа што земјоделието е на нула, а од све чекаме од земјоделие. Моментално откупната цена на млекото е од 24 до 26 денари и со страв дали утре ќе го земат или нема да го земат. Значи беше 32, за неполни 6 до 7 месеци го намалеа веќе 6 до 8 денари и со страв дали утре ќе го откупат или нема да го откупат. Субвенцијата беше 6 денари, ама таа кога не е редовна, значи тие пари веќе се пропаднати. Производна цена треба да има, да се знае колкава и бараме од премиеро и од владата да биде исто и млекото стратешки производ, да има заштитна цена. Владата да формира цена. Сточниот фонд е намален негде 60%, а има уште најава, чисто од Велушина, има најава кој преку 200 грла ќе се продаат за брзо, добија виза луѓето, си сјоваа за Австралија а има најава од сите членови што ми се звонат дека ќе ги продам кравите, ќе одам негде на работа. Значи точно е и не му се лутам. Сега со самата смена на министерот бараме одма во првата недела да ги повика овие здруженија, значи не да повика некој други, да се разговара
да се исплати субвенцијата во целост за некои 5 до 10 дена и да и откочиме точка по точка работите. Доколку не е така, за некој од 15 до 20 дена ќе имаме генерален штрајк во Скопје, тоа ви го гарантираме. Се занимаваме со земјоделство и сточарство. Сточарство претежно со крави што се без млеко. Кај нас нема откуп на телина, не знаеме како да се справиме со таа работа. Немаме ни субвенции добиено, ни за органско. 2 години органско немаме земено. Кај нас се потешки условите, па за вода, за храна и сите услови. Тие субвенции, ако не се, не можеме да обстанеме ич. Дали вервате, оти кај нас, значи нема ништо, само трева. Никој не се и не се прави, немаме вода, ни за пиење, а нели за стока. Млекото пред 10-12 години беше 35 денари. Со репроматеријали што беа сега, значи една десетина од ова сега што го плаќаме. Сега млекото е 24 со најава дека ќе дојде до 23 прва класа на кравио млеко, а репроматеријалите значи се 10 пати повисоки. Имавме рестрикции, казни дека наводно има алфа-токсини, ништо тоа немаше. Значи, државата увезува млеко, како што видовте, млеко во прав, а нашето млеко не се откупува. Значи, нашето квалитетно млеко стои. А се увезува праша, па дека видат граѓаните што купуваат од маркетите, зошто купуваат и дали треба да не поддржат воопшто. Чуваме околу 350 глави овци. Значи, денес сме дојдени голема поддршка да дајме на сточарите, зашто исти број чизми носиме, 365 дена. Знаеме што е мака. Ние може ги задавме пред нив субвенциите, али сега може да ни се повтори 24-та година, што не ги задавме субвенциите. Зошто ќе речите? Зошто пак не можеме да ги исполниме условите што ги бара државата, 30%, оти нема откуп на јагнина. Ние јагнето сега имаме јагнина, 100 глави јагнина, вели, откуп немаме. А мораме да ги предајме 30% од вкупната бројка, да ги предадеме за да ги земеме субвенциите. Во кланични капацитети. И тука сме ние најдени во небрано. Така и во 24-та ние ги изгубивме. Кој за 2 јагнина, кој за 3 јагнина, за 5, за 10, истото се случи. За млекото има луѓе што може да постигнат 500 литри, ка речете 500 литри не се многу. Али тој со 80-90 глави овци тој не може да постигне. Него му се расцепкани овците, не му се сите наеднаш објагнати. Ки има по 10 кила, по 15 млеко да мози. Која млекара ќе појде во некое село за 15 литри млеко? Не оди млекарата. Јас како млад козар 2 години немам земено никакви субвенции. Ми бара 30% јарина да предам во кланица, а мене никоја кланица не ми ги зема. 2 години нема откуп за кози. На пазар не можеме јарина да ги продаваме, дали за струга забрана нигде. 50 јарина дома по 30 кила ги ранам, нема никој не ги зема. И низ цела Пелагонија сите јарина се дома остајани, не знаеме што да му правиме. Значи сакам да кажам, субвенциите за постојаното во 2024 година, есента, ги немаме добијано. Значи немаме добијано ни авансно, немаме добијано основна субвенција и додатни субвенции. Значи, не е далеку времето кога имавме авансна исплата, кога имавме редовни субвенции, сето беше исплатено, имавме 2 години со ред од интервентниот фонд 3 денари за пченица, 5 денари за сончевка. Значи не зборувам напразно, се има документи за тоа. Сакам да кажам, кога сум тука за субвенциите, разбравме дека картичките за нафта се скоро спремани, значи подхитно треба да се пушта, да му се помогне на земјоделците. Ја поминавме есенската сејдба, пролетната сејдба, без помош, па сега јаве и жетвата. Значи тоа потенцирам. Субвенциите да се да што побрзо и картичките за нафта. Сега нешто ме прашавте за жетвата. Тоа е навистина актуелно. Жетвата на јачмено е во тек, а некаде и завршена. Јачмено цената му е од 8,5 до 10 денари. А за пченицата цена нема, а нема ни откупувачи. Значи, во млиновите и кај откупувачите трговци
се уште има пченица од ланската реколта. Значи, нашата пченица ланска не е сомелена, а увезуваме брашно од Србија енормни количини, секој дневно. Со тоа се одлева секој ден девизи, уствари ние имаме наша роба овде. И сега нема кај да го носиме житото, значи греото е да се погледни полето само колку е во добра кондиција. Че се жнија, кај ќе се носи житото не знаеме. Значи тук тој ни е проблемот, нема кај да го носиме. Ставени сме во ситуација тоа што нема кај да го предаваме житото, да не се буниме за цената. Значи не може да се пазари за цена, нема цена. Имаме најави за ниска откупна цена за пченицата и затоа бараме од интервентниот фонд 5 денари по килограм за пченица за ова година. Значи последни веденови Министерството сака да се огради од проблемите на земјоделците. Најпрвин кажува дека за пченицата се оформува берзанска цена. Тоа е стратешки производ, не може берзанска цена. И друго кажува субвенциите ги давала агенцијата. Агенцијата е оператива. Значи какви документи ќе поднесеме ние, каква програма ќе предложи Министерството за земјоделие, така агенцијата ќе сработи. Значи агенцијата ништо не е виновна. Се јавиме во агенција, ни кажа дека значи еден налог не е пратен во Трезоро без да знае министер. Значи министер определува за кого ќе. И затоа има многу аномалии. Од март навака како што исплаќа субвенции, многу аномалии има. Мерка додатна од 25-11 месец. Се исплаќа во март, значи 4 месеци стара, а јас имам за завање субвенции од 24. По сите основи само малку. Значи 20% регистриран земјоделец преку фонд за пчели, за кози, за млеко, за крави, за градинарство, што му се големи пари тука. За пченица, јачмен, сончоглед, исто големи пари. Јаболка во предаден капацитет, мерка 1.17 од 2024 исто. Значи, по моја груба проценка, како тие што сака да кажа, ајде да не ме фаќа за збор, чувствувам 70 милиони евра нека. Одма да се исплаќа треба. 36.11. За се ова што го прочитам. За се. Од Министерството да се складира пченица, што не е дефинирана добро. Значи, не знаеме во кои капацитети да складираме и тука ни е најблиску житобител, ги прашавме, вика не складираме ние кои. Прибидејќи, за ланската пченица државата му нема исплатено за складирањето. И имаме наш пријател земјоделец, има 190 тона таму, сега газдава не му е дава пченицата. Му бара да плати лагерирање, ако ќе му даела државата пари, ќе му ги врати на земјоделецот тој. Таков случај има. Значи, ова соломонско решение, складирајте пченица, каде да складираме? Пред 8 месеци е сено. Значи, реколта има 9-10 месеци, уште да ја чуваме, значи. Не смеш да ја чуваш пеќе, пари треба. Блокот стручни совети наменет за превентивната заштита и советите од агрономите. Во вториот дел од емисијата ќе зборуваме за една многу позитивна и многу интересна тема каде може да стигне Македонија во развојот ако се применат европските ИПАРД фондови, ако се инвестира во земјоделството, како ќе изгледа едно современо земјоделско производство. Такво најдовме во Дојран. Холандска фирма инвестирала, направила секако што треба, дури се оди до таму да се прават анализи од разни сортименти, од разни овошки, да се види во кој правец во иднина ќе се продолжи да се инвестира за да се видат да има позитивни приноси и позитивни резултати. Многу интересна инвестиција, многу интересен насад, може да кажеме слободно како демонстративно опитно поле. Како треба да изгледа еден современ насад во Македонија. Се работи за странска инвестиција, од кога е едно мало представување, колкави површини, што се има тука. Инвестицијата е од пред 10 години, се работи за холандска инвестиција која денес е под групација на Fruitful Ventures. Почнавме пред 10 години, ова беше се под стари лозови насади. Прво беше крчење, 2 години процес. После имаше опит уште 2 години со зеленчук, зелкови култури, карфиол, брокола, зелка, но на отворено поле тешко се контролира малку и нашите услови се малку сурови за тоа. И после во еден момент обрнавме на овоштарство. Почевме со кајсија, јаболка, цреша и слива. Ден денес ги имаме тие површини, но после 5 години искуство фирмата одлучи полека да ги трансформира
површините во лозови насади. Што значи тоа 5 години искуство? Увидовте некои резултати, некои параметри што ви укажуваат дека ова поднебје е подобро за лозарство? Да, дефинитивно дека ова поднебје е подобро за култури како лоза, смоква, калинка, каки евентуално и така. Коскестото овоше има доста своји челенџи, не е лесно баш да се произведе. Мразот е сериозен проблем секоја година, ефикасноста на трудот и така. Се уште кајсијата ја сметаме за успешна, зашто имаме добра микролокација покрај Дојранското езеро и сме доста често спасени од мразот, така да имаме производство секоја година. И за сега е се уште рентабилно. Тие доцни пролетни мразеви често ви прават проблем? Во регионот прават, тука, како што реков, оваа микролокација сме спасени од влијанието на езерото. Како се стоплува Дојранско езеро, како добива температура над 10-12 степени во февруари, веќе тука, ако во погоре, да кажеме во Гевгели и нагоре е -3, тука е -половина, 0, имаме плюс димење. Техниката на димење употребуваме со фок драгони, со ватрени змеови, кои како ги викаат. Така да помагаат и тие техники. Тие техники помагаат до -1, -2. И не спасуваат. За мала гранична некоја вредност, да. Не може на -5 да те спасите. Гледаме многу современ начин на садење, во редови, во шпалири, со мрежи за заштита. Колку дојде време со овие климатски промени да мора вака да размислуваме? Колку се тоа предностите? Што би било кога би бил обичен насад? Па, ако збориме за големо производство, ако сакаме да снабдуваме маркети, тогаш што е обавесно. Зашто политиката на маркетите е дека сакаат производство секоја година. И со договор, со пенали, ако не исполниш договор. Тие едноставно размислуваат дека овошето доаѓа како од фабрика. Сакаат секоја година константен производ. Така дали имало град, дали имало мраз, нив не ги интересира, така да затоа мора да се обезбеди тоа. Треба да се заштитиш од град, да се заштитиш од мраз и слично. Гледаме на делот на сајте како да нема мрежа. Немате на сите 100%. Немаме на сите, ги сметаме, фактички има на долната половина што ја сметаме за по-рентабилна, по-раните сорти се поисплатливи. Пред да ставите мрежа, сте имале оштетување? Сте виделе дали се исплати? Лани. Сте осетиле разликата, кога би имало мрежа, која би била разликата, дали би се исплатила инвестицијата во мрежата? Па мрежа, да ти кажам, и не е толку голема инвестиција кога веќе ги имате стубовите. Стубовите се најголемата инвестиција. И ние ги ставивме прво стубовите, со помош на ИПАРТ, и кога веќе ги имавме стубовите, самата мрежа и не е до толку голема инвестиција. Кошта негде 3-4 илјади евра по хектар, плюс монтажата, када стубовите мислам коштат. Ама ќе спасат една година да го спасат една родот. Една година се враќа, да. Се враќа целата инвестиција. Дефинитивно. Која е другата функција освен штитењето од град? Дали чувствувате разлика во засенчувањето со овие горештини летни, дали имате проблеми? Века јаболката да речеме. Дали прави, дали помага да немате оние изгореници по плодови, да имате првокласен плод? Јаболката, нашето искуство вика дека мрежата што имаме ние 18% не е доволно. Требало уште појака. На екстремни лета како 2024 година имаше 30 до 35% изгореници. Најчесто од западна страна, од северо-западна страна. Тука е тотално друг спектар на мрежа, одбравме, ја викаат Milky White мрежа, или само 8% на заштита, да не го застанува засенчувањето, зашто кај кајсијата е есенцијално сонцето да се обои добро. Ако е во сенка, тогаш плодовите нема да имаат соодветна боја и затоа одбравме таа мрежа. Така да нема многу функција на засенчување, колку што има функција за заштита од мраз. Но кај што треба за засенчување, ако не се мрежите, вие ќе имате загуба, кој ќе треба да ги продајете, ќе имате многу второкласни, како ќе дое. Точно. Тоа важи за јаболката повеќе. Кајсијата е билка што го сака сонцето, така да она нема штета од сонце. Она може само да не се обои доволно ако нема доволна количина на сонцеви израци. Станува ли предизвик со овие климатски промени, со овие горештини, еве и за годинава најавуваат со влијанието на Ел Нињо, кој знае што не чека летово? Станува ли предизвик да имате доволно вода, наводнување? Гледаме сте направиле цело езеро практички тука среде насади за да бидете сигурни дека ќе има вода. Да. Иако сте до езерото само близко. За среќа нашата локација е под вода. Имаме две бушотини од по 11 литри во секунда, така да за нашите капацитети моментално е доволно и самото ово подречје до Дојранско езеро лежи под еден огромен подводен базен, така да за среќа оваа околина има вода. Но исто оваа фирма поседува 260 хектари површини на црничани и на фурка на
3 км 5 од тука, имаме други површини кај што испитувавме и малку е проблем за вода. Испитувачките бушотини најдоа само 2-3, максимум 5 литри во секунда, што за наши потреби не е доволно. А на вакви горештини без вода воопшто не се ни планира. Да, Иако да, има капка по капка, пак и таа не. капка треба да се Апсолутно. Да не. има вода. Со профилот на земјишто се тука алувијални, високо пропустливи почви, ние не можеме ни да размислуваме за производство без вода. Што од современите дигитални алатки ви стојат на располагање, бидејќи се работи за навистина професионален пристап во целиот концепт, што се користите од современите алатки? Видовме мала микро станица, како ќе му тоа, метролошка метростаница, следите параметри, предпоставувам компјутер ви помага во регулирање на прихрани и на тоа, што се имате? Вак чисто добиеме представа. Имаме контењер за иригација, имаме и сензори поставено по полета, така да знаеме кога точно водата, ја држиме водата на еден одреден левел да може да растенијата да се задоволни во секој момент. Различно е тоа до периодот од берба, после периодот на берба ги држиме на различни проценти. Зависи кога сакаме да го форсираме дрвото, кога сакаме да го стопираме. Така да сензорите помагаат доста. Компјутерската станица кај што контролираме фертигација, кај што контролираме наводнување по вентили и тоа користиме од технологија. Ги спомна маркетите. Стануваат ли проблематични маркетите? Стануваат ли се поизбирливи во своите, нели, стандарди кои што треба да се исполнат? Дали веќе треба да размислуваме на тие стандарди со што се прска дози, каренци, водење, евиденција, не само за маркетите, ќе дојде време конкуренцијата веќе си го прави своето и европските пазари и отварањето ќе мора тоа да го работиме. Комплицирано ли е, тешко ли е за еден агроном што ја води цела оваа работа? Да, дефинитивно. Тоа е еден од тешките делови. Пошто ние произведуваме за европски маркети од самиот почеток, така да веќе познат е тој OGL стандард или Lidl стандард, така да тоа е стандард со 5 резидуи и сите тие 5 резидуи треба да бидат само на 1/3 од пропишаните европски. Значи тој е повисоко ниво и од оние што ги знаевме од предходно Global Gap или како бе? Да. Значи само на 1/3. Последните година-две веќе се збори и за намалување на истите од 5 на максимум да се пронајде во плодот 3 резидуи. Ќе биде ли комплицирано? Што се препаратите, да речеме, голем дел ни се веќе европски, таа европска листа ни е усвоена, но што игра пресудна улога? Ќе треба ли да се менуваат машини за третирање, не знам, современи механизации што прскаат омикрони? Треба да се зголемува знаењето. Знаењето да биде се поголемо за... И да не се прска шаблонски, него? Да, никако шаблонски. Според анализи, според температура, според време, според знаење секој препарат колку е перзистентен и колку време останува во плодот, али секоја година си има своји предизвици, така да една година имаме напад од фунгинални болести, една година е повеќе на инсекти, така тогаш ги менуваме. Така да тука е вклучено големо знаење, лаборатории, доста стручници за да на крајот нашиот плод биде што побезбеден за конзумација. А кај ги правите тие анализи кога треба да докажете пред европските маркети дека ги исполнувате анализите? Имаме ли во Македонија такви или свето одинатно? Имам. Супер лабораторија, мислам дека се работуваат со Турција, така даваат доста добри резултати. Релевантни, немате проблем. Но за секоја сигурност ние правиме дупла проверка, одиме и до Грција, референтна лабораторија. Кога има потреби, кога не сме сигурни во резултатите од двете, тогаш се праќа и за Холандија. Помагаат ли, не знам, Холандија со анализи од типот на колку имате храна во почва, почвени анализи во тој дел? Да, тоа е веќе стандардно. На секои 2-3 години се праќа анализа почвена, доволно е, не мора секоја година да се испитува. Се гледа почвата до кај, колку има хумусна материја, колку има микроелементи, макроелементи. Се работи на тоа со препораки наредните 2-3 години, така да после секои 3 години се испитува да се види до кај сме, што сме направили и на каде треба да продолжиме. Познато е кај нас дека земјоделците сакаат да произведуваат, ама топтан све да продадат. Треба ли да ја менуваме и таа навика? Колку е важни и тие пакирачки центри, сортирачки? Не е исто кој ќе го продаете една цена е за топтан, друго е кој ќе го поделите по класи. Секоја класа да си има своја цена, збирно пак на крајот се повеќе пари. Па не знам дали се повеќе пари, зашто се зависи од колка квалитетна прва класа имате во ровот. Ако имате, пример ќе дадам, 50% прва класа и другото ви е шарена класа, тогаш трошоците тоа да се искалибрира се доста големи. Ако е 80% прва класа, тогаш трошоците се помали. Ние тешко произведуваме
плодови со висок процент на прва класа и затоа ни е тешко и финансиски доста исцрпливо тоа да се дели и затоа е најлесно на земјоделецот да го даде тоа топтан. Ако има центри поголеми, тие би преработували. Ние мораме да преработуваме зашто го продаваме производот по класи. Кај вас пошто оди по маркети не може топтан. Да. Каков е планот за во иднина? Ќе се шири, ќе се преусмерувате на лозарство? Се преусмеруваме веќе сериозно на лозарство. Лани посадивме 5 хектари тука нови површини. Оваа година се прв пат трпезно грозје под лиценци, сорти непознати за тука, безсемени сорти. Нов проект почевме од 9 хектари во атарот на Богданци, така да полека планираме се што не ни е успешно, како јаболката прво да ја вадиме и потоа други делови сорти од коскестото овоше да се извадат и полека да се преусмерува на лозарство. Спомнав дека е мало опитно поле, колку сорти се има тука разни да ги видите, па и тоа е дури предизвик. Секоја сорта различни периоди на цветање, различни барања и тоа да се погоди. Има 16 сорти, тука кајси. Само кајси? Само кајси. Генерално ги делиме во 3 групи, рана, средна, касна, така и цветаат, така и се берат. А инаку како фирма сме баш како опитно поле, имаме сливи од 5 хектара, 5 сорти, цреши имаме од 7 хектара, исто 4 главни, 1-2 помошни сорти. И јаболката е така по униформна, она има 2 сорти од по 8 хектари, гала. Како се покажа црешата? Ја бара пазарот, има години кога постигнува неверојатни цени. Сега годинава, мислам немаше мрзнење, имаше секде, па не знам како е со цени. Како е генерално, како сте задоволни? Цената е просечна во црешата. Лани беше енормна заради мразот. Лани беше мраз 90%, затоа цените беа во облаците. Тоа не беше реална цена, да бидеме реални. Никако. Ова година нормална цена можам да кажам за европските пазари 5-6 евра по килограм е некоја си нормална извозна цена. Кај што треба се да помине низ хидрокулер, се да се класифицира во класи од 28 до 30 мм, 30 до 32. И тие се некои со транспортот што е до Холандија и со трошоците што ги имаме тука, едни нормални очекувани цени. Користите ИПАРТ, спомна преска, што се имате земено преку ИПАРТ, може ли многу, значајно ли е, помага ли многу, треба ли да го има подостапен да биде? Па помогна, нас на оваа фарма ни помогна и мислам дека и правилата на ИПАРТ се ако користиш еднаш, после немаш право во наредните 2-3 години, така да оваа фарма се дигна со помош на ИПАРТ, кајсиите, јаболките, базентот, иригацијата и од тогаш не сме користели. Баш чекавме нови фондови и се разговара за евентуално нови проекти да го искористиме ИПАРТ. Помага дефинитивно. И за други земјоделци би било да се заинтересираат, колку и да се комплицирани документите, кога ќе ти дадат пола од парите, сепак за поголеми инвестиции, по-професионални си значи. Така, и кој сака да инвестира по-сериозно, ИПАРТ е доста голема помош. И тука некаде е крајот, ви благодариме за вниманието со кое не следевте, се гледаме само за 7 дена. До тогаш имајте пријатно неделно попладне.